Пофалби за целосното усогласување на Македонија со надворешната и безбедносна политика на Европската Унија, но и подсетување на незавршените обврски во однос на уставните измени. Ова вклучително и потребата од напредок во владењето на правото се клучните наоди од извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава објавен попладнево, сублимирајќи ги извештаите за земите кандидатки во седиштето на Европската комисија. Еврокомесарката Марта Кос оценката за Македонија ја срочи во една реченица. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. Предходно пред Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент, таа рече дека земјава не направила решителни чекори за напредок, потенцирајќи ги токму уставните измени. North Macedonia, as I have said, kept full alignment with the CFSP, and the technical work on the roadmaps and the action plan linked to Cluster 1 continued, but the country has not taken decisive steps to advance in the accession negotiations process over the last year. It has to amend the constitution according to the Council conclusions from 2022 to advance on its EU path. Во извештајот се посочува и дека властите продолжиле да работат на реформските патокази во областите на владење на правото, јавната администрација и демократските институции, како и на акцискиот план за заштита на малцинствата. Но повторно се нагласува потребата од натамошен напредок во сферата на судството и борбата со корупцијата, каде како што се наведува нема никаков напредок. Во контекст на корупцијата се наведува и трагедијата во Кочани. Корупцијата останува распространета во многу области и е прашање што предизвикува сериозна загриженост. Трагедијата од 16 март 2025 во Кочани, за време на која во пожар изгоре клуб, откри трајни системски предизвици во врска со спроведувањето на антикорупцијските мерки. Превентивните мерки и ефикасното потиснување на корупцијата треба да се подобрат. Целокупната независност и финансиска автономија на судството е подкопана од мешањето и притисокот од другите државни гранки, вклучително и од обидите на парламентот да изврши притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставка, како и ограничените доделени финансиски ресурси. Недостатокот на персонал во судството е загрижувачки, бидејќи влијае на квалитетот и ефикасноста на правосудниот систем. Во однос на другите кандидатки за членство, Кос како лидер ја издвои Црна Гора, а за Албанија, Украина и Молдавија рече дека постигнале значителен напредок.